Општините воглавно работат лошо и тоа е поради објективни, но и субјективни причини. Има системски проблеми, кадровски ограничувања, но и изобилство од самоволие, иако во последно време состојбата оди на подобро, изјави професорот и економски експерт Борче Треновски. Се гледа дека во последните 2-3 години имаме малку поголема дисциплина, односно реализацијата на планираните приходи и на планираните расходи е малку поголема во однос на претходните 3-4 години. Значи, почнувајќи од 2018 година навака, гледаме некое придвижување. Дали заради унапредување на капацитет, дали заради свесноста зголемување кај менаџерите, често и во градоначалниците се гледа свесното влегување во долгови обврски. За да се спречат или санкционираат финансиски и други аномалии, во општините постојат два типа на ревизии, и тоа интерни, кои не сите општини ги имаат, и државни, чии службеници често можат да се видат, но не секаде. Има општини кои никогаш од своето постојање не виделе ревизори и нивното работење не било контролирано. Ревизијата е особено голем проблем и тоа се двете ревизии. Внатрешната ревизија во општините е девастирана. Само околу половина, малку повеќе од половина од општините имаат внатрешни ревизори, а тие треба да дадат сигнал каде не чинат процесите внатре во општината. Од друга страна, државната ревизија направи определени ишчекор за општините, меѓутоа и таа има ограничени капацитети. Има општини кои досега никогаш не биле предмет на ревизија. Поради сите овие причини, апсурдно е на општините да им се помага со буџетски пари за тие да излезат од проблемите. Пред да ги утврдиме причините, зошто определени општини влегле во таа фискална нестабилност, не е препорачливо да се им се намират нивните долгови. Тоа се случи предходно. Во дел од општините имаме корупција, во дел имаме неефикасност, во други дел имаме правни процедури, во други имаме криминал. Додека не отклучи, видиме која е основата. Дај да направиме тоа, да ги отвориме, да видиме на кои општини треба да ни се помогне, кои општини треба да се санкционираат, кои општини треба и на кој начин треба да се направи тоа. Што за ова мислат градоначалниците? Апсолутно, затоа ние како градоначалници сме изберени од народот за да домакински раководиме со финансиите кои што ги прибираме како основен буџет, меѓутоа и за сите други средства кои што доаѓаат од други нивоа на власт. Контролите оке, владата може да ги прави со економски експерти, секој градоначалник треба да се придржува на финансиската дисциплина која што имаме за плаќање. Доколку не можеме ние самите да си го собереме данокот, општинскиот данок, тогаш не би требало ниту државата да помага на општините. Толку да се видат каде се трошени досега средствата, дали се тоа на капитални проекти или на материјални трошоци, какви расходи се правени. Нормално дека не е оправдано доколку се трошеле средства на репрезентации, превремени вработувања или вработувања во локалните самоуправи, а сега да се бара помош, но доколку навистина се работело домакински, а ваквиот проблем е голем, огромен, односно неколку кратно е зголемувањето на електричната енергија, сметам дека треба да се помогне.